Добро вечер, јас сум Сашо Ордановски, вие сте со мене во редовното издание, како и секоја среда, во Печат на неделата, каде што се обидуваме да фргаме некакво светло, да ставиме некаков печат на настаните кои што ја одбележале неделата. Вечерната тема за која ќе говориме не ја има одбележена неделата, ги има одбележено последните 30 години. Бидејќи вечерва сакаме да поразговараме за овие вечни реформи во кои што македонското општество, македонската политика се наоѓа буквално со децении и никако да излеземе од тој разговор за реформи и така натаму. Впрочем, ќе поразговараме дали можеби тоа и не е некаква нормална општествена состојба на секое општество кое што сака да се прилагодува, да се менува и така натаму. За оваа тема повикав двајца уважени професори и колеги кои што во изминатите децении се имаат и политичко искуство. Професор доктор Никола Поповски, кој што беше и поранешен министер за финансии, па има и продлабочени искуства во тоа како работи државата, владата, јавната администрација и така натаму. И професор доктор Ана Павловска-Данева, која не е само експерт за јавна администрација, за правосудство и така натаму, туку е бивши пратеник и со известен политички стаж исто така во денеска владеачката партија Социјалдемократски сојуз и веројатно сте уште и член во Социјалдемократски сојуз, не? Да. Добро. Јас ја поставив оваа тема баш вака, дали не вие еве ќе почнеме од Ана, кога ќе ве викнат да разговараме за реформи, не ви паѓа брак да очи или можеби тоа баш вака една нормална состојба во која што сите општества кои што сакаат модерни да се прилагодуваат, практично никогаш и не излегуваат од реформа. Добро, се чини малку извикана темата и депласирана во нашево поднебје, најверојатно затоа што и при големи се очекувањата при секоја смена на власта, главни ветувања на политичките партии се големи реформи, па после доаѓа до некој пат ако тие не бидат реализирани во догледно време. Но реформите, особено на јавната администрација, на правосудството не толку, меѓутоа на јавната администрација се процес кој што трае со децении не само во Македонија и во нашата држава, воопшто во светот. Да изгуглате да проба било кој да напише реформи на јавна администрација, на Google ќе најдете стотици трудови од најнов датум, од светски автори. Затоа што природата на јавната администрација таква, мора да еволвира. Општествени процеси кои што се динамични, кои постојат секаде во светот. Дали тоа се подразбира и за економските сфери и тоа е нешто што е постојан процес или Па е постојан процес. Со тоа што можеби имаме малку поголема предност во оваа сфера, сите реформи во економијата се мерливи. Значи, економијата во последниве 50 години има развиено не лепеза, туку тоа е практично еден цел океан од индикатори за мерење, многу прецизни индикатори на резултати од разни реформи. Сега нормално, секој што доаѓа на власт или сака било каде да покаже нешто подобри индикатори резултати, треба нешто да промени, нели, ако го преведеме изборот реформа, да преобликува нешто. Не ми е мене проблем дека има постојано реформи. Светот е многу динамичен, глобализиран, многу брзо се развива во сите сфери, сите знаења застаруваат, сите процеси застаруваат и мора постојано да се движите напред, да го реформирате секој елемент на државата и на општеството. Поголемо прашање за мене колку се испорачуваат резултати од било која реформа. И дали реформите одат во некој прифатлив правец напред или можеби се вртат понекогаш во круг напред-назад, напред-назад. Овдека е акцентот на прифатлив. Тоа е дефиницијата уствари која што мора да се направи. Што е прифатливо? Да. И според тоа се мери веројатно дали одат напред или се вртат во кругови. Предпоставам дека тоа владина програма која што ги поставува прифатливоста на реформите. Се, понекогаш треба да имате елементарен општествен консензус за тоа како функционира, сега се држам за економијата повеќе, како функционира една пазарна економија. Ако го немате тој, во Македонија има многу елементи дека ние немаме доволен консензус. Ние постојано лутаме, сакаме пазарна економија, па реформираме, па сакаме просоцијалистичка, можеме примери да редиме, па сакаме мешана економија, па имаме удари со Европска Унија и стално се вртиме во еден правец да не знаеме точно и затоа многу често добиваме карактеристики две, кои се практично дезориентирана економска ситуација, дека сме уште економија во транзиција, значи уште не сме дефинирани од онаа поранешна социјалистичка во пазарна, а Европската Унија веќе 7-8 години во своите извештаи со право, значи се повикувам на неа, го делам мислењето, не карактеризира како нефункционална пазарна економија, значи економија каде што има пазарна економија, но таа не функционира. А можеме ли да бидеме функционална демократија ако сме нефункционална пазарна економија?
Бидејќи, Ана, ова што Никола го говори, релативно е полесно во економијата реформите, бидејќи се мерливи. Точно е. Штом се мерливи, значи може да се квантифицираат, дури да се предвидат, да се измерат, да се контролираат. Во сфери кај што тоа не може баш така точно да се прави, каде што може би повеќе се занимавате со реформа на менталитет. Како тоа да се мери? А тоа се овие сфери во кои што и вие се... Значи, менталитетот не може да се мери, или барем јас не знам да го мерам, не сум за тоа Па слушна, има некакви ефикасности можда во испорака на услуги, така, да воведуваме и во нашите, во општествените науки, во правото, да речеме, кое не метливо, во законите, во примената на законите, мерливи индикатори. Последната стратегија за реформа на правосудниот систем донесена пред кога 2017, крајот на 2017 година, за прв пат содржи, знаете, тие се прават нели во табели акциските планови, една од колоните во табелата е индикатор, конкретни индикатори на имплементација на стратегијата дел по дел. Трек рекорд. Направи колона во која што ги мери практично стварувањето. Но индикаторите се зададени во самата стратегија. Не владата да измисли по што ќе мери, па да толкува како сака, туку индикаторите се дадени. Да речеме, ако имаме активност, реорганизација на судска мрежа, со други зборови, намалување на бројот на судови. Во Република Македонија се сметало или сме сметале кога сме правеле стратегијата дека имаме преголем број на судови. Реорганизацијата би значило спојување на помалите судови во помалите градови со оние што се територијално најблиски до нив и претворање нивно во судски оделенија. Значи пак ќе постои судијата кој што работи таму, нема да остане без работа, но ќе биде дел од поголемиот суд, нема да биде самостоен суд. И имате година тогаш и тогаш, месец тој и тој, колку судови се вулгарно кажано укинати и споени со поголемите. Многу е лесно мерливо тоа. Прашање на волја на имплементација на сето тоа. Добро, ако е така, ако тие ги викаме во економијата бар целни индикатори. Лесно е воспоставуваш цел, индикатор за целта и дали го... Како ви се чина тоа прашање за двајцата целните индикатори нивното остварување на оваа влада? Бидејќи не ве прашувам како луѓе што се вели сега да не бидам погрешно састен од луѓица, вие разбирате комплексноста на агендата на оваа влада и ништо се поминавме. Таков квалификуван одговор ми треба според вас. Бидејќи најчесто кога ќе прашате обично овака анкета кој ќе направите, како тешко идат реформите, лошо идат. Како всушност идат во однос на целните индикатори? И тука приказната е сложена, но ќе се обидам да дадам прифатлив одговор за медиумите. Прво е многу важно какви цели ќе поставите и какви целни индикатори. Во смисла дали се остварливи? Не, што е целта? Целта може да биде погрешна. Вие да сте убедени дека е добра и вие да мислите дека ги водите задачите на економската политика, инструментите и мерките, да ги расчлениме сега, кон зацртаната цел. И може би и да сте успешни во тоа, но целта да ви е погрешно поставена. И тогаш доаѓате за 2-3 години до сериозно отрезнување дека трчате во погрешен правец и ја влошувате состојбата. Да дадам еден пример, еве вака за Македонија да речеме. Добро, пластичен. Пластичен, за да... Например, сега владата општите цели ги преточува во задачи. Побрз развој, повисока стапка, животен стандард, помала невработеност и така натаму. Средна класа и така натаму. За тоа воспоставува задачи. Една од задачите што има воспоставено за изградба за подобар раст на Македонија и напредување на економијата е обилна државна помош на приватниот сектор. Тоа е задача. Па имате фонд за иновации. Па имате потпора на градежништвото преку пренатрупани градежни и јавни работи непотребни. Имате странски инвестиции и бенефиции. После имате ова што е фондот за законот за развој за инвестиции, ги помагате нови вработувања, нови инвестиции, нови. И сега за нив целта е тоа да се оствари таа задача. Но може би е задачата погрешна. И сега они ќе речат успеваме, но индикаторите покажуваат дека успевате можеби во погрешна насока. Например, ако ние сакаме функционална пазарна економија, тогаш не можеме ние да ја социјализираме економијата со јавни пари, да го помагаме инвестициите, вработувањата пренагласено. Еве да дадам уште еден пример, каде оваа политика е многу постара и по мене даде лош резултат. Сега почнавме во индустрија, трговија, со ова, но со земјоделието почнавме пред 10-15 години. Субвенции, мислите? Да го поттикнуваме со државни средства, со субвенции. Обилно.
Ние денеска имаме земјоделие кое не само што не е пазарно ориентирано, туку земјоделие кое е зависно од државната обилна помош, без која истиот момент кога ќе ја снема, ќе падне на колена и ќе го изгубиме 90% од земјоделското производство. Зашто не е научено пазарно да се однесува. Се вие ако ја прашате владата бивша на Груевски, дали ги исполнивте целите, 150 милиони годишно да даваме на земјоделието, па бесплатна земја да им делиме на земјоделците. Знаете тоа, како на индустријата да им кажете бесплатна хала и бесплатни машини ви давам, пошто во земјоделието 90% од фиксниот капитал е самата земја и ја делиме бесплатно. Вие ги оддалечивте од пазарните механизми. Да, ама тоа не била целта. Успешна ни е политиката, но тоа значи дека социјализмот после 50 години свати дека киксна со тоа прашање. Така ама тоа и во оваа влада се прави истото, се прави тоа за гласови. Тоа сакам да кажам. Значи сега влада во продукт и сега кога прашате вие за земјоделието, она ќе рече да. Но они го оддалечуваат од крајната цел, да е пазарно ефикасно земјоделието. Може да има државна помош во некои прифатливи, треба да има, но да е целосно зависно. Сега тоа навлегува во индустријата, во IT секторот. Гледаме се повеќе државна помош која на владата е задача на економската политика. Сега она ја остваруваат, но е дебата дали таа задача е исправна. Тоа вика ветивме, исполнивме и така натаму, а на крај отидовме у провалија со сите ветувања. И затоа е тешко тоа, секогаш е дискутабилно. Некој друг има друга. Сакам да се навратиме на тоа, само прво да прашам за нет резултатот на реформите Јана. Како ти се чини оваа влада, како ви се чини професорке владава? Иначе само да дополнам, според економските индикатори што се дистрибуираат, оние десетина главни, владата нема преголем успех. Растот е прилично скромен, растот на вработеноста е прилично скромен, инфлацијата се држи под контрола, другиве индикатори што се на извозот, на сиромаштијата и така натаму, многу малку напредуваат. Значи имаме прилично скромни резултати. Не се лоши и негативни, но се скромни. Така. Еве, некако во насока на оно што Никола вели, не се лоши и негативни, но се скромни, јас би рекла исто и во областа на реформите што се спроведуваат во областа на правосудството, во областа на јавната администрација, нешто може би тука некаде и безбедносните служби, не се лоши, но се спори. Во овој случај се исклучително спори. Не дека е тоа лесен процес кој може брзо да се заврши, меѓутоа се доцни на вистина многу и тоа предизвикува некаков политички негативен ефект, бидејќи граѓаните стануваат незадоволни. Очекувањата нивни се дека тоа може да се реши се многу брзо и не само што не е решено брзо, туку не е решено ни во некој оптимален рок. Прво, знаете, добро управување воопшто подразбира неколку елементи: планирање, програмирање, извршување и координација. Она што мислам дека недостига, многу малку се обрнува внимание на тоа, пошто се чини техничко, сручно, многу баш техничко прашање е координацијата. Оти вие за да спроведете реформа во јавната администрација, таа е тесно поврзана и со судството, колку и да не делува така. Имате административно судство, административна правда, тоа е тесно поврзано со реформи во администрација. Тоа е исто така тесно поврзано и со економските реформи. Ако носите нов закон за извршители и ако на граѓаните им велите ние сега извршителските трошоци ќе ги намалиме, не знам толку проценти и така натаму, ќе им одземеме на извршителите вакви или онакви овластувања и моќ, вие тоа мора да го правите во координација со министерот за финансии и министер за правда и министер за информатичка и општествена администрација. Тоа мислам дека не достига. Се прават сегментарно. Сега од областа на правосудството ќе го решиме извршувањето и ќе ги оствариме реформите или целите во областа на извршувањето. Па сега и во судството посебно. Па посебно во јавна администрација, па посебно кај нотаријатот. Па посебно кај се занимаваме со некој управно судство како посебен сегмент на судството. И тоа едно за друго каскаат, па во еден момент ќе се направи оверлепинг, преклопување на надлежности се и не можеме да координација не достига по мене. Сега, например, во светот, зборам за светот кој е понапред од нас. Високо развиениот и развиениот свет во кој ние уште не припаѓаме, но тој ни е звездата водилка, така ние не можеме сега со Уганда да се компарираме. Не би требало да се разбира. Или со Бангладеш и така натаму. Значи сега, да речеме кај целите што ги поставува економската политика, веќе 2-3 години наназад, од вербално ниво едно декада наназад, вербално беше нивото, дека клучна цел на економската политика е човечкиот капитал. Изградба на човечкиот капитал, кој е најважниот економски фактор во идните 100 години. Сега се премина веќе од тие вербални академски дебати срамежливи, де факто на мерки на економската политика во развиените земји, кои истураат мерки, инструменти па и средства во изградба на човечкиот капитал, почнувајќи од ова
предучилишно образование, па завршувајќи со постдокторски, научно-истражувачки сектори до највисоко ниво, така, на интердисциплинарни, фундаментални науки, што изградба на човечкиот капитал и знаењето. Кај нас и тој воз не се фаќа. Ние уште се бавиме со некако политика од пред 30 години. Нашето општество не базира толку на човечки капитал, но ќе базира за 10-20 години како развиените денес. Да, ако не ни замине човечкиот капитал, физичкиот земјата, ако не замине, не можеме да се бавиме. Сегашните проекции се, например, дека Македонија 2050 година, без многу нешто да се промени, ќе има недостаток на работна сила. Да, тоа ми е заради јасно. Природните движења и миграционите. Сакам овој разговор го водиме на тој начин, затоа што всушност ми е поентата, сакам да ве прашам, се уште во оваа бескрајна расправа за реформи, како ќе дојде нова влада со ветување и така натаму, во суштина се уште превладува еден менталитет во кој што државата е најважниот фактор во се, особено на пазарот. Кај нас државата е белки повеќе од половина од економијата, кој ќе земете што се контролира како прави. Денеска си најсреќен ако детето ти се вработи во јавна администрација. Со тоа оди корупцијата која се смета за нормален феномен. Кога ќе ги погледате анкетите, да речеме Актис, ја знаете оваа организација од Прилеп имаше феноменална анкета минатата година во која што луѓето викаат да си министер и да не крадеш, па ти си будала. Мислам, тие не се согласуваат со тоа, но го разбираат. Сакам да кажам, дојдоа нови, веројатно 2 генерации веќе од падот на социјализмот и од промената, транзицијата која требаше да направиме во некакво пазарно стопанство, се разбира демократско, но сепак ориентирано кон приватен сектор, а овдека се уште тежи таа една државна јавна сфера во која што земјоделието зависи од субвенции, во која што сите гледаат да се вработат во администрација. Јас знам, се извинувам само за уште една илустрација, за да ви олеснам. Јас, бидејќи во Албанија 30 години поред одам и така натаму, и таму се менуваат работите, но таму немаше штрајк за вработување со децении. Едноставно, никој не штрајкуваше за да државата му даде работа. Кај нас овдека се затвараат улици во нормални години, ајде не во години кога имаме овој тип на крупни прашања, државата да ни даде платите, не ни ги искрати. Мислам, што правиме со менталитетот? Тоа ми е поентата. Половина од реформите се правни, Ана. Ние знаеме дека се уште се бавиме со реформирање на законодавството и така натаму, но никако да се фатиме со менталитетот, ова што говори Никола, значи образование, образование, образование. Тука сме најспори, најмалку фондови, ќе остане суфицит во владата, тие го трошат на плати, не го трошат, да речеме, никогаш владата нема да им текне да дадат 100 милиони за развој на наука. Секогаш ќе дадат за земјоделие. Зашто? Зашто тоа се гласови. Не знам дали сум доволно екстензивен, но се обидувам да ме конфронтирам со... Јас ве разбирам сосема, ние се разбира дека имаме различен ментален склоп, различни традиционални вредности од државите, оние што вели Никола супер западни или се многу понапредни од нас, не може со американското општество да се спореди. Меѓутоа има и работи кои се објективни, не е само менталниот склоп или традиционалните вредности. Ако сме кај образованието, ние се уште има семејства и на почеток тоа не чуди, како тоа штипските семејства или семејствата околу Штип преферираат нивните деца да бидат тука дома во Штипскиот универзитет да студираат, без да размислат дека можеби Скопје покрај, не зборувам за квалитет на образование, ве не навлегувам за да не бидам субјективна околу квалитетот на УКИМ, туку дека Скопје како главен град нуди поголеми можности. Театри, кина, раскрсници, булеварици, што нешто го нема по мал град. И од тој аспект речеме, менталитетот наш да биде дома. Од друга страна, навистина е трошок. Без оглед што е 200 евра школарината и е многу смешна е цената споредбено со било кој друг универзитет во светот и во окружувањето, во регионот. 200 евра државна квота, 400 приватна на државните универзитети. Ама не завршува се со квотата. Ама тоа велам дека трошок е, треба да храна, стан, сместување. Сега, тоа е објективна околност и тоа ги спречува. Трета страна, размислува ли еден просечен македонски родител дека неговото дете на 18 години покрај тоа што ќе студира и ќе биде супер студент и ќе учи, дека може и да работи. Може да работи ноќна работа, може да работи физичка работа и да заработува. Тоа го немаме, навистина го немаме. Гледайте, тоа е дел од овој разговор за реформи. Пазарот на трудот ни е веројатно најмалку реформираниот дел од општеството, бидејќи ние, Никола, ти секако подобро, а и ја на тоа го разбира од мене, ние имаме неколку вида на вработување. Макрон својата изборна победа ја базираше на тоа што зошто да нема можност да се работи 3 работи истовремено, да се работи прекувремено, студент да може да се вработи да не мора на диво. Зошто тој сегмент
од општеството неќеме да го реформираме. Туку подразбираме или договор на дело, или фултайм џоб и помалку или повеќе тоа завршува се на тоа. И потоа тука почнува сива економија, зашто луѓето имаат потреба да работат. Економските активности одат обратно, затоа што се поголем број на луѓе се бават со економски активности кои се слободни. Така е, и во слободно време, од дома, слободно ноќе, дење, не се врзани за работа, можат просторно зашто и временски реформи не правиме дислоцирани. модерни, да кажем? Па зашто го немаме темелот? Прво да почнеме од основата, па да идеме кон најмодерното. Ова е интересно прашање, зошто не ги правиме? Никој не го реформира Гледајте, пазарот. па вие го загатнавте тоа, сега Се не можам... извинувам само, тоа исто важи и за земјишните реформи. 30 години никој не се занимава со земјишна реформа во Македонија, само со субвенционирање за земјоделие. 30 години, затоа што тоа се некои реформи кои веројатно да минуваат еден мандат на влада. И онда сите гледаат да испорачаат нешто до изборите, бидејќи треба да победат на изборите. Зашто не можеме консензус да направиме да неколку влади различни, се извинувам, ви... Не, во право сте, значи, вие го крстивте тоа менталитет. Сега не можам да го објаснам, не мени струката тоа. Но имаме една објективна економска, политичка, општествена состојба, која креира начин на однесување на индивидуите и на пазарот, која се пресликува од минатото. И сега знаете, и вие кажу, се пресликуваме и завршуваме пред 90-та. Поразително. Например, денеска на сите вести, една од вестите беше дека, мислам во Неготин или во Кавадарци, има винари кои предале на некоја германска винарија пред 2-3 години грозијето, 650.000 не наплатиле и сега они се ги бараат парите. Она што е интересно е што денеска нивниот водач, јас не го окривувам човекот, тоа е плод на поднебието што владата го дистрибуира, не ова или не, сите влади. Тој вика нека ги плати владата на нас, па она нека си ги наплаќа после од германецот. За тоа разговор. Пропаднала фирмата, ризикот е тој. Знаете како, јас сум произвел 100 чаши, сум ги дал, не ми ги платил тој и му викам владата нека ми ги плати, па она нека си ги Така не функционира економијата. Значи економијата подразбира и ризик. Дека не е само да се произведе, да внимавате на кого ќе продадете, осигурате наплата. Тие сега луѓе, јас ги разбирам, доведени се во некаква ситуација, не може да си го обноват, но има една клима дека државата треба да ги реши и тие прашања. Мајка и татко да биде на се, за тоа ви говорам. Да. Тоа е тој менталитет. И малку е тоа проблематично. Тоа потоа се пресликува на политичарите. Ние очекуваме премиерот да биде популиста од татковски тип. Ако татко на нацијата не е председателот, се смета дека не е лошо. И сега видите, една реформа би била дека таа фирма треба да оди у стечај, сите да се наплатат 10, 20, 30% или колку можат во стечај да се наплатат. И да се научи дека треба да се внимава со што се бавиш, дали можеш да продадиш, дали ќе го купи тој тоа и така натаму, како и други што се бават. Но сега таа реформа ќе ги изеде гласовите веќе на... И тука владите се вртат во тој круг. Постојано гледаат да ги зачепат тие дупки со помал отпор. Реформите обично предизвикуваат голем отпор. Значи, еве овој наш во наводници пријател во Унгарија Орбан, гледате сега, например, кај нас работна недела по закон за работни односи, ова пазарот на труд, дека вие можете да максимум 50 часа да работите, е регистриран. Ако фул тајм работите на едно место 40, со согласност кај друг работодавец, уште 10 и 50 не можете повеќе неделно. Тој сега се обидува да го подигне тоа, зашто и Маđарска е во оние земји со 2-3% работна невработеност и он е свесен дека во иднина ќе се соочи со недостаток на работна сила, која или треба да ја увезе, зашто он најпротивен противник во Европа, или да ги мобилизира домашните, не невработени, туку вработени да работат уште повеќе. Такви реформи, ако сакате да ги правите, се понесува одговорност, мислам политичка, ќе успеете или не. Кај нас малку имам печаток дека се импровизира. Се бараат решенија кои никаде не постојат, па си... Еве денеска, со цел респект, не сакам погрешно да бидам сватен, така. Например, денеска слушнавме од Министерството за труд и социјална политика, кој по мене како ресор, треба да се бави со трудот 80%, со социјалата 20% од работното време, но таму се бават обратно. Ни кажа дека сега ќе се реформира начинот на исплата на пензиите на начин кој јас ви гарантирам дека од толку проучување и професионално и овој бекграунд што го имам во државните органи едно време, не сум го сретнал во светот. Можда има негде дека платите секаде во пензиите секаде во светот, кога веќе сме на фондови како нашиов, кои не се фондови, туку се pay as you go системи, во кои не се оплодуваат парите како во вториот столб,
туку нашите придонеси денес одат директно за пензија на зависат од два индикатори, од нивото на животните трошоци, 50, 60, 80% и 20% од нивото на реалните плати во стопанството. Денеска се промовираше мерка дека ќе зависат само од CPI, од индексот на животните трошоци, но ако економијата надмине 4% раст во една година, ќе се вгради... Извинете, прво растот во Македонија, мерене, се дистрибуира 80% на капиталот, 20% на трудот. Значи, ако економијава пораснала 100 милиони идната година, во наши услови тоа 1% е. Така. 80 милиони отишле во профити и дивиденди, а само 20% во плати. Нашата економија има недостаток на капитал. И сега, ако 4% се развие, платите нема многу да се покачат, ке се богатите ќе го соберат тоа, богатите 20%. Јасно е што е мерката, јасно. Како врз основа на тоа вие ќе ги зголемувате пензиите? Нема да ги зголемувате. Каде постои у светот? И сега ние ќе се пред тоа Груевски, заради тоа што вештачки ги набиваше платите во јавната администрација, од 80-20 ги сведе на 50-50, па после ги сведе на покачувањето на платите. Треба да се врати на индексот на трошоците и 20%, како што е во целиот свет. Да. Но сега, ако економијата надмине 4%, што има врска со приходите на луѓето тоа 4%, тие се гледате во Давос новиот од Оксфрам податок сега. Лани бе 18, сега се 26. Тежат колку 3,8 милиарди. Не според доход, според wealth, според богатството. Значи 26 мина во светот имат еквивалентно богатство на 3 милиарди и 800 милиони луѓе. И сега не можете на таа основа растот вие да... Да. На крајот сите овие разговори, може би и на почетокот, не знам дали на крајот, некако се сведуваат на функционирањето на правната држава. Бидејќи тој што на кого што му пропаднала фирмата за грозија, па не ми го исплатила долгот, тој да функционирала правната држава, веројатно ќе имал повеќе заштита, ако ништо друго и поефикасно судство и така натаму, за да некако се наплати. Бидејќи ништо од тоа не функционира како што треба, тој се вика не, мене државата да ми плати, а државата, бидејќи не и функционира државата, самата да се погрижи. Сакам да кажем, на крај пак доаѓаме до некаква реформа на правниот систем, законските реформи и така натаму. Добре, какви сме во таа смисла? Таа реформа всушност најмногу е нужна за да понуди правна сигурност на секој граѓанин. Затоа и ни треба и за бизнисите и граѓаните да почувствуваат правна сигурност. Видете, Саша, во овој момент, во овој период, со оглед на случувањата политички, ние имавме и најверојатно тоа беше опортуно и неизбежно предоминација на политиката врз правото. И тоа секој правник ќе ви го каже, не мора ниту да е експерт за правосудство, ниту универзитетски професор, го гледаме, го чувствуваме, дури и обичен граѓанин ќе ви го каже, бидејќи го чувствува. Ако зборувам како правник, првенствено како правник школувана да ја почитува и правната норма и догмата правна, тоа е погрешно. Бидејќи не обезбедува ниту правна сигурност, ниту владење на право, ниту правда. Но со оглед на политичкиот контекст и на моментот во кој што се одвиваат тие процеси, тоа се обидуваме да го оправдаме заради големата слика, заради иднината на државата, така натаму да точно. Од овој момент натака, од ратификацијата на договорот во грчкиот парламент и така натаму, сериозно мора да се премине на реформата во правосудството. Ние сме имале стратегија во 2005-та, па после имаше еден период кога нема стратегија за реформи, па сега повторно 2017-та. Дали ќе се реализираат целите во 2018 или во 2000, дали ќе биде 369 па плюс 18? На крајот на кршта за нас граѓаните, не за нашите евроинтеграцијски процеси, е помалку битно. Толку години поминале, 6 месеци повеќе или помалку. Битна е вистински политичка волја да се стави правото над политиката и еднаш за секогаш после сите овие акробации да се тргне политиката од јавната администрација, од правосудството, па еве и сега во нашиот контекст зборувам и од безбедносните служби. Бидејќи тие три беа невралгични, најболни точки заради кои што го трпиме ова се што го трпевме досега, што ни се случуваше досега. Еве многу брзо ќе го видиме еден тест. Ќе се формира нова антикорупцијска комисија. Тврдам најодговорно дека стариот закон не беше така лош, па ние чекавме толку време новиот да се донесе, кој што е подобрен согласно Венецијанска комисија, Греко и така натаму. Ама апсолутно не беше предходниот, не беше пречка за функционирање на ДКСК. Ама се е сведено на интегритетот на луѓето. И во овој закон се вложува надеж дека ќе сега има сериозни критериуми, високи критериуми, објективни критериуми.
кои ние ако сакаме можеме да ги изиграме повторно. Прашањето е ќе сакаме ли да ги испочитуваме. Дали новите се думбина без оглед што ќе бидат 5+2 коалициони партнери договарањето, нема бегање од тоа. Тоа се сепак политички функции, на мандат се луѓето, но ќе исполнат критериуми, ќе ги задоволат очекувањата на граѓаните. Се извинувам, Никола, бидејќи сме ние на пазарот и потреба и од реклами. Јас само предлагам да неколку минути пауза за реклами, па ќе се вратиме да продолжиме и со некои конкретни примери. Објавивме само 4 досија, а се крена голема прашина. На кого му пречи македонски инсайдер? Работиме по строго утврдени стандарди. Сите досија ќе бидат предадени на органите на прогонот. Тимот на македонски инсайдер во понеделник во 21 часот ќе објави 4 нови досија. Криминалот и злоупотребите ќе бидат предмет и во новите досија. Јас сум македонскиот инсайдер. Подкуп не прифаќам на уцени и закани. Не подкрепно. Се враќаме назад во дебатава која што е посветена на реформи, но на еден поинаков начин. Не ги правиме сметководителски работите, разговорите да нотираме во секоја област каде, туку генерално разговараме за овој тип на реформирање на општеството што треба да вроди и со некаква менталитетска и општествена промена која е подлабока. Никола, малку разговаравме и пред тоа, па и една од најголемите реформи за кои што имаше дебати и да кажем испротивставени страни и така натаму е сепак даночната реформа која што се спроведе и која што е прв пат после толку години, бидејќи сепак имавме 7-8 години една стабилна даночна слика и така натаму. 10, така е. Сега се обидов да видам која година сме сега, од 2007 и повеќе. Прво, како ви се чини таа реформа, за да потоа ве прашаме нешто конкретно, ќе ве прашам веднаш. Ние сега правиме од дел од даночните обврзници, ќе правиме да тие бидат и даночни обврзници како да се фирми. Мислите од физичките лица? Физичките лица, се извинувам, па да, се разбира. Физичките лица. Истовремено ние немаме закон кој што го регулира личниот персоналниот банкрот, персоналниот стечај. Како е можно тоа? И затоа веројатно имаме десетици илјади луѓе кои што имаат блокирани сметки, а кои што немаат начин како да прогласат дека се во стечај за да потоа се бара некое чаре. Туку им остануваат сметките нефункционални, тие самите се нефункционални и така натаму. Зошто е тоа? Тоа пропуст е, невнимание или има некој системски проблем што можеби јас не го разбирам? Тоа е избор. Значи не е невнимание, не е пропуст. Тоа е избор на Република Македонија или на сите влади во Република Македонија, и што е интересно, вие загатнувате мощно интересно прашање за кое во јавноста нема дебата, никој дека треба да се направи. Да. И не е само дека немаме закон за персонален банкрот. Значи вие сте во право. Има, за разлика од фирмите, вие можете да должите блокирана да ви е сметката за 2000 евра и да не може да ви ги наплатат никако, а да имате имот од 200.000 евра. Така е, автомобили, коли, све, и не може да ви го наплатат. Така е, да. Значи немаме закон за тоа. Прашање на избор дали да го имаме. Има држави што имаат. Па јас мислам дека на запад тоа е Да, зборам за запад. Во светот зборев, иначе на запад горе-доле сите го имаат. Тоа ја овозможува пазарната економија да биде Ако јас имам од вас побрување, не можам да го наплатам, тогаш и јас автоматски на пазарот сум неефикасен. Ако можам да го наплатам, професорката Ана зборуваше за остварување на договорите, значи правна држава што договорите лесно ги извршува. Но немаме само кај физичките лица банкрот што ни недостасува. Ние имаме огромни сегменти од државата каде што
свесно сме одбрале како држава да немаме банкрот. Например, немаме банкрот на општините. Во светот е позната опцијата. Да, имаме прилично општини кои де факто се банкротирани. Банкротирани се, но не можеме да поласиме и они се, ние ги викаме неликвидни, блокирани и така натаму. Добро, зашто е тоа така? Што е ризикот за државата? Избор е затоа што ако банкротира, може во одреден период да се загрози извршувањето на јавните добра или услуги, јавните добра и услуги што ги дистрибуира на локално ниво. Сега локалните заедници децентрализирани не се прилично овластени од 2005 наваму, имаат важни функции, па да не се загрозат јавните добра што ги дистрибуираат. Значи, еве за општините конкретно, нека не ми се земи за зло, кога се носи децентрализација, јас како министер за финансии, фискалната децентрализација, но тоа е суштината. Да, така е. Имавме избор за тоа, дури Светска банка ни препорача. Зошто не го направивте? Па не заради политички ризик. И после ние и се мислевме во финансии малку повеќе, но кога излеговме од кругот од чаурата на финансии во другите ресори со консултации, никој. Добро, што ви се чини дека денеска тој политички ризик е намален, бидејќи сепак поминаа толку години? Па ја мислам дека никој не би се прифатил тоа да го направи, иако за мене лично зборувам и професионално како економист е прифатливо. Ке си внимаваат граѓаните и што избираат. Вие не можете да изберете градоначалник за кој однапред немате сигурност како ќе владее, ќе ја задолжи општината нека од средните општини со 500.000 евра, ќе изгради 3 улици, 2 игралишта, ќе укради пола. И идниот мандат, он си оди како слободен граѓанин, новите овие не можат ни да банкротираат, не можат ни да вратат и ништо више. Па потоа државата мора да дотура таму пари. Ние сериозно бараме таква развиена такво ниво на политичка култура кај обичниот граѓанин, ние тоа го немаме кај професионални политичари, не па кај обичен граѓанин во. Тоа е можеби начин да се поттикнеме да мислиме што правиме. Можеби овој личен банкрот е еден чекор кон тоа. Видите, јас и затоа го загатнувам тоа. Трето, немаме банкрот на физички лица, немаме персонален, немаме на општини, немаме на јавни институции. И тие не може да банкротираат. Пливаат во долгови, ненаплатени, се молат луѓето што имаат извршено. Дури и даноци не може да плаќаат. Најголемите должници се често јавни предпријатија. Значи, покрај институциите, четврто се јавните предпријатија. Кај нив имаме усвоено овакво дека ако има загуба го покрива државата. Па се им се дава од нашите пари. Обично не го покрива и ги остава да тонат. Зошто е тоа така? Тоа ги гуши способните во економијата или да речеме успешните, кои не може да ги наплатат своите средства и тие стануваат неуспешни. И после имате, ќе се вратам на почетокот, тоа што Европска унија ни го кажува, имаме нефункционална пазарна економија. Ама тоа е еднакво, извинете Никола, се надоврзувам бидејќи така и реков према да идеме прашање. Еднакво на случувањата внатре во јавна администрација. Вие имате вработени луѓе случајно залутани по разни критериуми непрофесионални, спротивно на законски критериуми, тоа јавна тајна сега да се направи еден ветинг и да се прочешлат сите, ќе видиме дека години, децени назад се вработувале и спротивно на законските критериуми, немаат високо образование, немаат соодветно образование вработа. Па, бидејќи тие се некомпетентни и не можат да работат, на тоа земаме уште 2-3 на 10 да речеме, способни, одлични и кадарни, па тие израшуваат 1 на 3 неспособни работа, ама едните и другите седат и се па истото. Ана, тоа е ова зашто разговараме. Гледате, тогаш градоначалникот би сакал да биде успешен и во таа смисла. Тогаш тој ќе внимава кого вработува, тој ќе внимава дали не треба да отпушти некого и така натаму. Бидејќи кај нас сите тие работи се сведени само на изборни гласови. А кога ќе се воведе овој критериум дали се и успешни, не знам дали памтите, веројатно памтите, Детройт банкротираше пред некоја година во Америка. 7-8 години. Така, може и уште некои други и така натаму. Тој ризик треба и политички да го прифати тој што раководи со општини, со едно, со друго, затоа што на тој начин ќе гледа како да биде и поефикасен, да не трупа само... Видете, кога веќе даваме примери со Америка, назад во блиската историја, ние имаме пример во моментов во Америка. Тоа што не го викаат шатдаун во моментов, така не е банкрот, да, но е начин на кој дистрибуцијата на јавните добра кон граѓаните, освен нужните, надворешна политика, одбрана и така натаму, не се дистрибуираат. Например, сега прочитав пред 2-3 дена, таму исто има социјални федерални програми, како и во цел свет, на најсиромашните државата им дава платежна картичка, со која може да купуваат храна, ништо друго. Во голем број продавници што се регистрирани за тоа, одите со картичката, на која еднаш месечно државата ви префрла $30, 400, мислам дека околу 500, и со нив не можете да купите вие цигари, со нив не можете да купите облека. Но во продавници за храна на касата, таа картичка, ако све што сте купиле е храна, и нив не ги субвенционираат веќе месец дена. Луѓето сега немаат храна.
тие најсиромашни слоеви не им значи последиците се подраматични. Заради тоа политичката одговорност е што прават со изборот. Тоа сакам да ви кажам, заради тоа политичката одговорност. На крајот на краиштата директорот на јавното претпријатие, не знам кој знае дека не може да одговара, како да кажам, финансиски за успехот на фирмата и така натаму, бидејќи на крајот секако државата, владата ќе му префрли со некоја лопата пари и тој се чувствува покомотен. Ја не велам дека се тоа неодговорни луѓе, но уопште конкуренцијата на пазарот се изострува. Значи ја губиме пазарната ориентација на економијата. И сега, ако ми дозволите, ако дозволува времето да се доврзам од мој агол гледано, што се случува, например, со јавната администрација. Еве, ќе бидам храбар, мојот збор никого не обврзува, така, ние сега се представуваме. Може би во некои други времења немаше да можам да го кажам тоа. Јас сум уверен, например, дека еден од најнереформираните сектори во Македонија, покрај јавното здравство и јавното образование, остана јавната администрација во целина. И тоа не само што не е реформирана, туку ја лично мислам дека она има елементи на регресија во незините промени. И покрај сите овие политички декларации... А тие се декларации, стварно се само декларации. Јас зборувам од економски агол сега. Например, да споредиме една компанија и да споредиме една јавна администрација, за кој и за двајцата треба ефикасност и ефективност во економското. Овие дистрибуираат материјални производи, коли, овие дистрибуираат јавни добра, услуги кои се јавни добра. Па дури дистрибуираат и материјални јавни добра, автопат, училиште, рентген апарат, така. Процесот на четвртава индустријска револуција, што е сега на дигитализација, нели, на нумеричкиве технологии, обезбеди работните места да се заменуваат со дигитални технологии кои штедат работна сила. Тие инвестираат во дигитални технологии, така, во софтвери, во хардвери, во автомати, роботи базирани на дигитално водење, но тоа им ослободува стотици и илјадници работна сила и имаат во тоа економија. Што се случува кај нас во државата? Јас тој процес го следам баредно 15 години, многу љубопитно си го следам. Ние имаме паралелен процес на огромни пари што ги трошиме за хардвери, на огромни пари што ги трошиме за софтвери во секоја поединечна институција, не општо, во секоја поединечна. И паралелно со тоа ни расте бројот на вработените во таа институција и паралелно со тоа им растат платите на вработените во таа институција. Па која е таа економија во која вие воведувате нови технологии што не ослободуваат работна сила, туку што ги креваат трошоците. Значи сега ние во исто време имаме и дигитализација, купуваме технологии, купуваме софтвери, трошиме милиони, наместо да ослободиме работна сила од тоа за на приватниот сектор, така, за поевтини услуги, ние дополнителна работна сила. Имаме и повеќе компјутери, и повеќе вработени, и повеќе плати на овие вработени, 10%, 5% годишно, години никога... а на крај јавните добра ни се по-лоши. Така е, 30 години никој не успеа да ги автоматизира наплатните рампи на патиштата. Ама не, вие... Значи, како да ви кажам, се уште сме последни, веројатно, во Европа, кај што стојат луѓе кои земаат пари, наместо да има автомати, наместо да има барем на оваа страна земеш картичка. Во сите институции каде што има дигитализирани технологии, начинот на обработка на се е многу брзо, но бројот на вработени не се намалува. Ако ми дозволите сите малку со нешто што... Од економски агол гледано, нас многу ни поскапуваат јавните добра. Услугите. Да. А на пазарот, тенденцијата на приватните добра е дека поевтинуваат под удар на конкуренцијата. Овде, пошто е монополистичка услуга, јавното добро суи генерис е монополистичко и затоа е јавно добро, оно не само што не го контролираме во некои прифатливи граници, туку значително ни поскапува. Па затоа сите сакаат овде да работат, а не овде не, ама и тие реформи немаат успех. Во суштина е просто, некогаш зависат работите од политичка волја, од она што велите, ке се осмелам сега да кажам, некогаш не сум можел или позицијата не ми дозволувала. Не зборуваме само за партиски вработувања, за тоа колку е тоа потребно, не потребно. Тоа се всушност во теоријата се два познати система. Едниот се нарекува spoil систем, каде што државата признава и теоријата го подкрепува, има теоретичари денеска што велат дека е добро, да со промената на власта се менува и администрацијата. До одредена мера, не може се, од возач нагоре, но и сега прашањето е до каде. И ние имаме мешавит систем, а другиот е мерит системот, каде што се иде по професионални заслуги, само никакви други критериуми не се гледаат и се вработуваат луѓето. Го ставам тоа настрана, независно, тоа е тежок процес, ни една влада, ама буквално ни еден политичар, ни еден министер за администрација нема каже сега ние више нема вработиме ниту еден партиски човек, све ќе отпуштиме претходно, не ни очекуваме. Ретки се тие примери во скандинавските држави, имаме клучна врата, се
преиспитува на тестирање и влегуваат нови луѓе. Но во управен суд доаѓаат луѓе, затоа тој постои, кои што ја тужат државата. Таму имате само едностран процес. Граѓанинот ја тужи државата и судот треба да се издигне над државните интереси да пресуди кој е во право. Управата, министерството, министерот, неговите службеници или граѓанинот. Зошто луѓето најдолго чекаат на управен суд и дури кога ќе добијат пресуда, они добиваат не сакам да го омаловажуваме судот кој не може никако да остави печат во судство во цело, секогаш се кривичарите победни така. Овие имаат извонредни пресуди кога некој ќе земе да ги преучува, но тој вели го враќам за министерот да го повторно донесе истото решение, бидејќи оној не може да му ја земе фактичката состојба да му ја реши. Што му е потребно на судијата за да има? Потребен му е предметот. Ово ја добива тужбата од граѓанинот. Граѓанинот може што сака да наведе во неа доказите, цел предмет треба му го даде министерот, односно луѓето од министерството да му го достават. Кај нас децении наназад министерствата не ги доставуваат, го игнорира, не го доставува предметот. И сега овој нема моќ да го принуди, можеби нема ни волја, не знам. Во светот како тоа функционира и кај нас во едно министерство профункционира. Во Министерството за труд тоа работи, тоа не во цело министерство, во едно секторче градење. Судијата само притиска, оне логиран и има шифра. Стиска на веб страната во министерството и му го вади предметот, сакал или не, ќе не должен, сите ги има електронски. Тоа е интероперабилноста. Судијата стиска, цел предмет му доаѓа електронски, ако е УК, ќе си работи на компјутер, ако сака ќе го отпечати, ако му е така полесно. Го решава предметот, значи нема што сакал или не министерот. А зошто не работи во тоа? Не знам, тоа сакам да ве прашам, зошто? Тоа било некогаш донација, тој програм од некоја странска амбасада и тоа е направено. Другово не иде. Прва цел и основна сега заедно на Министерство по мене, за правда и на Министерство за информатичка и администрација, на МИОА, треба да биде да се изгребаат колку можат повеќе пари од странците, сите министерства да ги натераат, сите нивни реши. Странците автономно треба да го прават. Нема буџетот де пари, овие даваат, ама даваат Никола. Показ и после да ги скопирате. Нека земаат странски пари во ова да ги вложат. Тоа е всушност згодна забелешка за да ја завршиме емисијава, а тоа е следната дилема за која сакам и двајцата. Видете, во врска со работната сила, една реченица само. Нема економска разлика ако вие имате 100.000 вработени така во администрација и вработите 5% повеќе идната година или останете со истиот број вработени и им ги зголемите платите 5%. Тоа е математски еквивалент. Трошокот ќе ви биде до вчера 100 милиарди, сега 105 милиарди. Кај нас тоа постојано оди по двата основи. И 100.000 вработени стануваат 105 и на овие 105 уште 5, но услугите што ги добива општеството назад, А при тоа и самите административци на кои што им се зголемуваат колегите, бројот на колеги и платите, не се задоволни. Не се среќни. Да ве прашам, бидејќи ја на тоа говорам и тоа е навистина така. Значи администрацијата не е голем проблем. Со оглед на ова каде што оди приказката со Европска унија, нели си ние завршивме голема тема, со НАТО се назадеваме прво дека ова во Грција ќе заврши така натаму, но следуваат европски избори, не знаеме што ќе биде, Европа во големи дилеми така натаму. Моето прашање е следното: има ли Македонија капацитет да прави реформи без европски притисок? Без таа рамка, без таа цел, без таа амбиција за влегување. Например, ако се случи да добиеме Европска комисија во која ќе нема ниту Министерство за проширување, односно комесаријат, ако се случи да заради притисоците на Франција, Холандија и така натаму едноставно не се продолжи тој процес на начин кој ние би го сакале, односно се одложи за недоглед. Имаме ли ние политички капацитет, административен капацитет, па и финансиски капацитет, апропо дала некоја донација, некоја странска земја, па тоа е направено, да заправо спроведуваме реформа? Јас сум апсолутно убедена дека кадровски капацитети постојат во Република Македонија на секој ниво за сите овие реформи за кои што зборувам. А политичка волја? Политичката волја не сум сигурна. Апсолутно ви тврдам дека граѓанинот просечен македонски не го интересира и не знае всушност. Значи еден мал број на луѓе се бават со ова евроинтеграцијски процеси, па читаат извештаи, па 23-то поглавје. Не, навистина сака да му се реформира судството. Сака да добие. Тоа го разбирам, ама дека тоа е целта, но сепак тоа се прави. Политичката волја не сум убедена дека постои. Ниту пак дека постоела во минатото. Го делам истото мислење. Значи, ако опадне тој притисок, ние може да се случи да издишеме, може да се случи да останеме во една политичка прифатлива рамка за тоа како да се владее без многу да се тресе општеството. Мислам дека е за жал така. За жал, да. И двајцата за жал. Добро, мислам дека ова може би време да го завршиме овој разговор.
Иначе ќе предеме многу жалби. Требаше со нешто по-оптимистично да го Сега да завршиме. вајде следниот пат. Оптимистичко е, например, дека и една Британија не е спремна на многу реформи. Британија Брекзитот е обид да се катастрофа, бетонира едно да, потрадиционално британско општество, Така е, кое не е така под диктат на постојани промени. Многу ви благодарам и на двајцата што не го сведовме овој разговор во некакво таксативно набројување на тоа колку закони се членови така или на тоа колку не знам. Драго ми беше и мене што немаше таков разговор. Разговор за менталитетот, не знам дали бевме интересни за публиката, но почитувани гледачи, јас ви благодарам, останете со нас, ова е крај на печатно неделата. Само за 5-6 минути следува колегата Боријан Јовановски, кој што има завршната дебатна емисија за оваа среда, која што претпоставам ќе биде исто толку интересна како и нашиот разговор, а ние се гледаме следната среда во исто време со печатно неделата. На професорот Никола Поповски и на професорка Ана Павловска-Данева им благодарам за вечерашното гостување. Благодарим.